Во првиот квартал на 2026 година одлуките на Federal Reserve може да го одредат правецот на Биткоин, Етериум и целиот криптопазар. Дали ќе видиме падови или стабилизација? Фед во 2025 година направи 3 намалувања на каматните стапки, но криптопазарот сепак се повлече со губење од над 1,45 трилиони долари од вкупниот криптокапитал. Ова покажува дека пазарот можеби не реагира само на намалување на каматите, туку и на очекувањата и на ликвидноста. Во квартер 1 2026 Фед можеби ќе запре со дополнителни намалувања на каматите, бидејќи некои официјални представници се загрижени за инфлацијата. Ако каматите останат на моменталното ниво, тоа може да ја намали поддршката за ризичните инвестиции како Биткоин и Етериум. Ако Фед запре со намалувањата, Биткоин може да падне кон 70.000 долари, а Етериум кон 2.400 долари. Особено ако ликвидноста остане тесна и инвеститорите се повлечат од ризичните средства. Фед сега користи нешто што аналитичарите го нарекуваат Stilt QE. Тоа е кога Фед купува краткорочни обврзници без да го менува официјалниот каматен процент со цел да внесе дополнителна ликвидност во пазарот. Ова може да помогне да се стабилизираат цените на крипто и да се поддржи побарувачката. Продолжувањето на ова Stilt QE може да помогне Биткоин да се приближи кон 92.000 до 98.000 долари, а Етериум кон околу 3.600 долари, особено ако институционалниот интерес и ETF трендовите останат силни. Ликвидноста, а не само намалувањето на каматите, станува клучна движечка сила за крипто. Пазарот ќе реагира и на ETF активности, институционално вложување и глобални економски трендови во квартер 1 2026 година. Кои се следни работи за следење? Дали Фед ќе запре или продолжи со намалувањата, како се развива Stilt QE со купување краткорочни обврзници и институционалниот интерес преку ETF приливи и други показатели на ликвидност. Следи ги најновите вести и анализи за крипто, а доколку ви се допадна ова видео, не заборавајте да кликнете лайк и да се претплатите на нашиот канал.